Беше тоа на 4. август 1903 кога во Крушево влезе штабот на крушевските востаници и беше свечено дочекан од народот, пред кој началникот на штабот Никола Карев одржа револуционерен говор, прогласувајќи ја првата Македонска народна република и го повикал народот да избере привремена влада. Владата била формирана со учество на сите народносни групи во градот, а со тајно и слободно гласање биле избрани Дину Вангели, председател на Советот и одговорен за правосудството, Николаки Балју, одговорен за санитарниот сектор. На Балју му биле поставени на располагање и лекарите, доктор Никола Димко и доктор Батал. Ѓорги Чаче, секретар на Советот и одговорен за реквизиција, Тео Харнешков, касиер и одговорен за финансии, Димитар Секулов, одговорен за прехрана и производство, и Христо Ќуркчиев, градоначалник и одговорен за полиција. Беше тоа на 4. август 1903 кога во селото Карбуница Кичевско се водеше една од најкрвавите востанички битки за време на Илинденското востание. Кичевските востаници, помогнати од 150 демирхисарци, начело со војводата Јордан Пиперката, успеа да ги натераат турските сили да отстапат и долго време да не ја нападнат ослободената територија. Во жестоката борба загинаа 30 македонски востаници, а турската војска и Башибозукот имаа 120 мртви. Беше тоа на 4. август 1936 кога генералот Јоанис Метаксас прогласи фашистичка диктатура во Грција. Режимот ја забрани употребата на македонскиот јазик. За секој македонски збор искажан јавно, надвор или во кругот на семејството, следувале тешки казни. Поради кршењето на забраната за користење на македонскиот јазик, повеќе од 5000 македонци биле осудени и затворени. Истовремено тој извршил и апсење на голем број македонци поради изразување на националните македонски чувства. Беше тоа на 4. август 1947 кога во Нови Сад фудбалскиот клуб Вардар го одигра првиот квалификационен надпревар за влегување во првата лига. Надпреварот го одигра против Слога од Нови Сад, а заврши со резултат 1:1. Беше тоа на 4. август 1993 година, кога Исламската република Иран ја призна Република Македонија. На 4. август 1924 загина Цветан Спасов. Од 1920 тој бил војвода во Кратовско. На 4. август четата, која броела 21 лице, е обколена од 2000 души српски војници и потерџии на врвот Борса кај селото Тополовиќ, Кратовско. Започнала тешка 15-часовна борба во која што српските напаѓачи користеле артилерија. Четата го пробила кордонот кога четникот Ананиев загинал, а војводата Спасов бил тешко ранет и се самоубил. На 4. август 1981 година во Охрид почина Драган Бојаджиев, македонски публицист. Роден е во Тетово на 18 февруари 1930 студирал на одделот за историја на музиката на Музичката академија во Љубљана, дипломирал на теоретско-наставничкиот оддел на Факултетот за музички уметности во Скопје, бил соработник и долгогодишен главен музички уредник на Радио Скопје, автор е на прилози, коментари и критики во емисиите на радиото и во периодични публикации.